Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Општина Газибаба им ја олеснува комуникацијата на граѓаните со општината, преку комуникација со урбаните и местните заедници. Повеќе на оваа тема ќе ви информираме понатаму во вестите, сега во продолжение следува генералната најава. Чаир доби нов парк во знакот на НАТО. Се олеснува комуникацијата на граѓаните со општина Газибаба. Основците од Бутел го одбележаа Меѓународниот ден на мирот. Град Скопје со намалени расходи и нови проекти. Општина Газибаба со грантови од 1000 евра за децата од СОС детско село. На површина од 5860 метри квадратни, денеска во знак на одбележување на Меѓународниот ден на мирот, во општина Чаир беше отворен нов парк. Паркот е опремен по сите современи европски стандарди за понатамошно одржување на зеленилото. Во знак на одбележување на Денот на мирот, денеска градоначалниците на општина Чаир и на град Скопје, Петре Шилигов и Висар Ганију, го промовираа новиот парк на улица Дижонска, во вкупна површина од 5860 метри квадратни. Поставена е нова хидрантска мрежа со систем за поливање со прскалки. Како што истакна Шилигов, Чаир е општина со најголема густина на население, а за сметка на тоа, најмногу неискористени простори. Според него, еднакво внимание заслужуваат и општините од другата страна на Вардар. Чаир е општината што во Скопје е најгусто населена од една страна, но од друга страна е општина која што има најмалку корисни јавни површини. Инвестирањето токму во ваквите површини представува императив, затоа што јас како градоначалник нема и никогаш немам направено дистинкција помеѓу граѓаните од оваа или од онаа страна на Вардар. Токму заради тоа сметам дека граѓаните кои што живеат и во Топанско, и во Чаир, и во Север, и во Бутел, 1, 2, Железара, имаат право да имаат иста и соодветна инфраструктура како што имаат граѓаните од останатиот дел од Скопје. Денешното отварање има една сериозна символика, денеска е светскиот ден на мирот и отварањето на паркот јас го подразбирам исклучиво на начин да пратиме една политичка и човечка порака за сваќање и односно промовирање и зачувување на европските вредности. Хортикултурното уредување на паркот е во знакот на Северноатлантската организација. Висар Ганију, градоначалникот на општина Чаир, апелираше за совесно однесување и чување на зеленилото и урбаната опрема во паркот. Тука сме да промовираме еден нов парк, каде што овој не е првиот. Значи, од мандатот што сме го земале, ние реконструираме и правиме нови паркови, нови зеленила. Значи, со една цел што повеќе простор во нашата општина да биде зелено, што се вика. Секој простор што ние го зеленуваме, позеленуваме, да се потрудиме сите максимално да ги зачуваме и да не ги оштетиме. Градските власти и општина Чаир изработија и план за создавање мрежа на велосипедски патеки на територијата на Чаир. Како прва етапа за нивната реализација е велосипедската патека на улицата Втора Македонска бригада. Со мировен марш и учество во креативни граѓански иницијативи како мапирање на еколошки проблеми во градскиот парк, давање предлози за подобрување на изгледот на паркот и цртање графити, денеска во градскиот парк во Скопје учениците од основните училишта од општина Бутел го одбележаа Меѓународниот ден на мирот. По повод Меѓународниот ден на мирот 21 септември во градскиот парк денеска во рамки на проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието се одржа промотивен настан на кој учествуваа повеќе од 100 ученици и наставници од сите 7 основни училишта од општина Бутел. На настанот присуствува и представникот на канцеларијата на USAID во Македонија Дейвид Атебери, градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, како и представници од град Скопје. Како што
истакна Сара Каевик од проектот на USAID. Ова е 5-годишна иницијатива за зајакнување на меѓуетничката кохезија меѓу младите и развој на демократските и граѓанските однесувања. Проектот е спроведуван од страна на Македонски центар за граѓанско образование и е 5-годишна иницијатива, чијашта цел е да ги подобри меѓуетничките односи помеѓу младите низ училиштата во цела Македонија, меѓутоа истовремено и да ги зајакне нивните граѓански и демократски вредности преку спроведување на голем број на активности како што е и денешниот настан на кој што го одбележуваме Меѓународниот ден на мирот во соработка со општина Бутел и Младинскиот образовен форум кој што е наша партнерска организација. И преку учество во разновидни активности кои што пред се овозможуваат контакт помеѓу младите кои што учат на различни наставни јазици, тие се дружат, се забавуваат, меѓутоа истовремено спроведуваат иновативни интерактивни граѓански иницијативи кои што се добри за целиот град како целина, иако денеска ги имаме учениците од општина Бутел. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски нагласи дека ова не е прв ваков проект во кој се вклучени ученици од различна националност и додаде дека ова ќе биде посебно искуство кое ќе им користи во понатамошниот живот. Општина Бутел, ова што денеска го прави е веќе традиција, не е прв пат. Прв пат е тоа што сите 7 училишта од општина Бутел учествуваат на оваа акција и во едно голема благодарност до USAID и до Младинскиот центар кој што ни овозможува една ваква активност со сите ученици од општина Бутел да ја направиме. Се надевам дека за младите ова ќе представува еден посебен чин каде што ќе научат многу работи за да може да ги практикуваат понатаму во животот. Дел од учениците со цртање графити ја искажаа пораката за мирот. Кај научивте вака убаво да сликате? Па што сме гледале емисии на телевизија, на интернет. Да, што денеска сликате? Цртаме повеќе работи поврзани со мирот. Освен тука, дали на други места најчесто знаете да се изразувате вака уметнички? Па да, во училиште се изразуваме со цртежи кога цртаме. Кај научивте вака убаво да цртате? Кај цртате најчесто? Мојот татко знае да цртаме и ке учим. Што е ова што го цртате? Може и на англиски? Не знам. My name and is this graffiti. Буџетот на град Скопје за 2018 година ќе биде намален за 346 милиони денари. Градот Скопје во 2018 година место предвидените 4,23 милиарди со овој ребаланс планира да потроши вкупно 3,88 милиарди денари. Овој ребаланс е подготвен во согласност со усвоениот втор квартален извештај за извршување на буџетот на град Скопје за 2018 година. Предлогот за изменување на буџетот на град Скопје за 2018 година, со која е предвидена рационализација на трошењето на буџетските средства, ќе биде разгледуван на следната седница на Советот на град Скопје. Буџетот на градот за 2018 година ќе биде намален вкупно за 346 милиони денари. Место предвидените 4,23 милиарди, град Скопје во текот на 2018 година со овој ребаланс планира да потроши вкупно 3,88 милиарди денари. Овој ребаланс е подготвен во согласност со усвоениот втор квартален извештај за извршување на буџетот на град Скопје за 2018 година. Во првото полугодие остварувањето на приходите се одвиваа согласно планираното, а плаќањата на расходите се одвиваат редовно и навремено. Вкупните приходи за овој период од годината се остварени во износ од 2,2 милиарди денари, што представува 36% во однос на планот за 2018 година, соопшти градот Скопје. Во ребалансот кој ќе се гласа на 27 септември, најголемите промени во вкупно предвидените средства се однесуваат на секторот за планирање и уредување на градежно земјиште, каде е предвидено намалување на средствата за 226,82 милиони денари, како и секторот за сообраќај, каде е предвидено намалување за 32 милиони денари.
Намалувањето на средствата во секторот за планирање и уредување на градежно земјиште се должи на постигнатите поевтини цени во текот на тендерските постапки на проектите кои се изведуваат оваа година во однос на проектите во изминатите години. Например, за булеварот Христијан Тодоровски Карпош, чија тендерска постапка за првата фаза е завршена во 2016 година, постигнал значително повисока цена по километар во однос на втората фаза, чија тендерска постапка заврши годинава. Втората фаза за истиот булевар во текот на тендерската постапка постигнува цена по километар која е 21,85% поевтина во однос на цената од првата фаза, информираат градските власти. Промени во буџетот има и во секторите за информатичка технологија и модернизација и општи работи. Незначителни промени има и во секторите за животна средина, локален економски развој, образование, комунални работи, правни работи, јавни дејности и инспекторатот. Во делот на комуналните работи предвидени се 5 милиони денари за набавка на контейнери за одлагање отпад, 5 милиони денари за набавка на комунални возила за собирање отпад и 3 милиони денари за опрема за стационарот Вардариште. Во делот на планирање и уредување на градежното земјиште предвидени се дополнителни 3,18 милиони денари за проекти за надворешни содржини за спортот, спортски објекти и култура, како и дополнителни 1,5 милиони денари за велопаркинзи и мини спортски игралишта. На 23 септември во општина Газибаба ќе се избираат членови на совети на урбаните и местните заедници на подрачјето на Газибаба. Како што најави градоначалникот Борис Георгиевски, изборот се прави со цел да се улесни комуникацијата на граѓаните со општината и полесно да се решаваат проблемите и потребите на жителите од оваа општина. Општина Газибаба им ги враќа надлежностите на местните и урбаните заедници на подрачјето на Газибаба. На 23 септември в недела во сите местни заедници од 17 до 20 часот ќе се спроведат избори на членови на совети на урбаните и местните заедници на територија на Газибаба. Како што најави градоначалникот Борис Георгиевски, со тајно гласање ќе бидат избрани оние кои ќе бидат врската помеѓу граѓаните и општината, врска која ја изгуби својата вредност во изминатите години. Редно време е да и местните и урбаните заедници да почнат да работат со целиот свој капацитет. Местните заедници повторно ги ставаме во функција за да граѓаните можат своите предлози, иницијативи, барања и критики да ги достават до мене, со што општината ќе ја направиме транспарентен сервис на граѓаните. Градоначалникот Георгиевски додаде дека на овој начин се создава општина отворена и услужна за сите граѓани. Георгиевски очекува од новоизбраните членови целосно да се вложат во работата за и тие да придонесат во развојот на општината и за доброто на сите кои живеат и создаваат во неа. Во рамки на проектот за социјална инклузија и економско зајакнување на младите и млади родители во социјален ризик, пред платото на Скопје Сити Мол се одржува саем за мали бизниси во организација на СОС Детско село. Во рамките на овој проект поддршка дава и општина Газибаба со грантови од 1000 евра за да можат овие лица да започнат свој бизнис. Од денеска до 23 септември пред платото на Скопје Сити Мол се одржува саемот за мали бизниси Создаваме брендови во организација на СОС Детско село Македонија. Саемот се одржува во рамки на проектот за социјална инклузија и економско зајакнување на млади и млади родители во социјален ризик, кој е поддржан од Германското министерство за економска соработка и развој и општина Газибаба. Благодарение на добиен грант од СОС Детско село, 20 предприемачи ја започнаа предприемничката приказна. Целта на проектот е да понуди поддршка и можности за вработување на млади кои се во социјален ризик, оние кои покажуваат многу желба за напредок и кои се подготвени да го направат првиот голем чекор, имаат можност да добијат финансиска поддршка за отворање на сопствен бизнис.
Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека во изминатиот период СОС Детско село има одлична соработка со општина Газибаба во рамките на потребите на ранливите категории на деца. На сите оние што имаат можност да започнат свој развоен бизнис и формирање на предпријатие, општина Газибаба одстапи барака што заедно со СОС Детско село и Развојната банка на Германија ја направија како ресурсен центар. Како што додаде Георгиевски, општината одвои како грант од 1000 евра за да можат овие лица да започнат бизниси. Само во изминатите 10 месеци 41 поединец веќе имаат своји фирми основано и на тој начин сакаме на ваквите поединци и понатаму заедно со СОС Детско село и со нашите европски пријатели да излеземе во пресрез се со цел да имаат свој бизнис и да имаат своји фирми каде што ќе можат самостојно да работат, да можат да останат во Македонија и на тој начин го решиме нивното финансиско прашање. Ова е само наш мал ичекор кој што и понатаму ќе се трудиме како општина да излеземе во рамките на нашите можности. Досега во рамките на проектот е поддржан 41 мал бизнис. Проектот соработува и работи во партнерство со Министерството за труд и социјална политика, општина Газибаба, Агенцијата за вработување и Центар за вработување на град Скопје, Центар за социјални работи, UNDP, Црвен крст, како и со многу други познати компании од бизнис заедницата. Во текот на целата учебна година ќе се одвива кампања против врсничко насилство што ја спроведува првата детска амбасада во светот Меѓаши. Целта на кампањата е да се препознае навремено и соодветно да се реагира на различни случаи на врсничко насилство. Кампањата ќе добие зголемена јавна видливост преку поставување 35 билборди и 15 City Light постери во повеќе градови низ Македонија. Првата детска амбасада во светот Меѓаши денеска ја започна кампањата против врсничкото насилство, која ќе се одвива во текот на целата учебна година на национално ниво под слоганот "И зборовите повредуваат", а за училиштата под слоганот "Булинг не во моето училиште". Целта на кампањата ќе биде препознавање навремено и соодветно реагирање на различни случаи врсничко насилство. Врсничкото насилство не е прифатливо и не смее да се третира како деца се караат, па ќе се смират, наведуваат од Меѓаши. Кампањата ќе се насочи и кон здружено градење средини кои нема да бидат толерантни кон врсничкото насилство и кои ќе реагираат на овие појави, воедно и превентивно делување, но и итно реагирање кога насилството се случува. Кампањата ќе се фокусира на тоа што е булинг, од каде потекнува и кого засега, кој е кругот на меѓуврсничкото насилство, кои се улогите на учесниците во чинот на насилството, како и да го искорениме кој е одговорен, како да создадеме училишта без насилство, кои се превентивните чекори кои во училиштата може да се преземат, а кои во случај кога има инцидент на насилство. Кампањата против врсничкото насилство ќе добие зголемена јавна видливост преку поставување 35 билборди и 15 City Light постери во повеќе градови низ Македонија: Велес, Скопје, Дебар, Гостивар, Виница. Краток видеоклип што ќе се објавува на социјалните мрежи, телевизиите, радиостаниците, дистрибуирање материјали за учениците од вклучените училишта во програмата за мировно образование при Меѓаши со содржини кои го промовираат ненасилството и поттикнуваат подобро меѓусебно разбирање. Во училиштата ќе се одржуваат активности, работилници, форум, театри, танц театри, дискусии на тема булинг, а исто така ќе биде објавен и прирачник за наставниците. Во рамки на другите печатени материјали, децата ќе имаат можност да се запознаат на повидлив начин со СОС контактите за деца и млади при Меѓаши на 0800 1 22 22 бесплатна телефонска линија. Меѓаши ги повикува сите училишта во земјава да се вклучат во кампањата против врсничко насилство и прилагодено на детската возраст да разговараат на тема врсничко насилство или самите да осмислат адекватни активности.
Почна пријавувањето за 15-тиот Визер Скопски маратон. Како што информираат организаторите, пријавувањето ќе се одвива во неколку фази. Пријавените во првите 3 дена ќе можат да го изберат стартниот број од понудените рангови на броеви. Од денеска почна пријавувањето за учество на 15-тиот Визер Скопски маратон, што ќе се одржи на 5 мај 2019 година. Како што информираат организаторите, пријавувањето ќе се одвива во неколку фази. Пријавените во првите 3 дена, денес, утре и задутре, ќе можат да го изберат својот стартен број од понудените рангови на броеви. Воедно, сите кои ќе се пријават до 31 март 2019 година во стартниот пакет ќе добијат и мајца. 14-тиот Визер Скопски маратон беше еден од најмасовните спортски настани во Македонија и имајќи ја предвид ангажираноста и пожртвуваноста на организаторите, се очекува 15-тиот да е уште поголем и подобар. Според нив, успехот се должи на сите учесници и поддржувачи кои го прават Визер Скопскиот маратон тоа што е празник на спортот и здравиот начин на живење, соопшти тимот на Визер Скопски маратон. Од октомври жителите на Карпош ќе можат преку мобилна апликација да пријавуваат проблем на територија на општина Карпош. Како што информираат од општината, мобилната апликација ќе биде достапна само за корисниците на оперативните системи iPhone и Android. Општина Карпош ќе биде меѓу единствените локални самоуправи која ќе има мобилна апликација, достапна за корисниците на iPhone и Android, за пријавување на проблеми, давање на препораки и идејни решенија на територија на Карпош. Како што информираат од општина Карпош, апликацијата ќе биде достапна од октомври, а е подготвена од страна на организацијата Blink 4221, чии представници денеска одржаа презентација за функционирање на апликацијата пред председателот на Советот Андреј Манолев, како и пред дел од членовите на Советот. На овој начин се зголемува и достапноста и транспарентноста на локалната самоуправа, а се обезбедува уште еден канал за комуникација со сите граѓани, соопшти од Карпош. Денес имавме сончево и релативно топло време со мала до умерена облачност, со слаб до умерен јужен ветер. И во Скопје слично време, сончево и топло со мала до умерена облачност. Дневната температура ќе достигна до 30 степен, а УВ индексот 6. Метеоролозите најавуваат дека продолжува периодот на суво и стабилно време. Утре ќе имаме температура до 32 степена. В недела од 12 до 30, в понеделник утринската температура ќе се спушти до 9 степени, а дневната ќе се искачи до 30 степен. И во вторник ќе се движи од 9 до 21 степени. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови имате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.